Добар ден, пладневни вести на Канал Плюс. Еве што подготвивме во ова информативно издание. Нови 3 странски инвестиции во ТИР зоните во државата ќе отворат околу 1500 работни места. Поевтинуваат горивата и роамингот, поскапи струјата и цигари. Потрага по тамбура е проект со кој од заборав ќе се спасува инструментот без кој не може да се замисли македонскиот фолклорен мелос. Стопанскиот амбиент во Македонија се повеќе станува привлечен за странските инвеститори. Во најава се 3 инвестиции во ТИР зоните во Македонија, кои ќе создадат услови за отворање на околу 1500 нови работни места. Стопанскиот амбиент во Македонија се повеќе станува привлечен за странските инвеститори. Нови 3 инвестиции премиерот Никола Груевски најави на завчерашната свечена седница на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН. При тоа тој нагласи дека со отварањето на новите погони се отвораат работни места во кои најголем процент ќе ги заземаат младите кадри. Ме информираше за 2 нови инвестиции. Тој ме информираше дека се завршија преговорите со една компанија за производство на делови за автомобилската индустрија, главни компоненти во секој автомобил. И самата компанија веќе донела интерна одлука на бордот на директори да инвестираат во нова фабрика во Пробиштип, во која планираат да вработат 280 луѓе и да инвестираат 15 милиони евра. Тие веќе регистрирале фирма во Македонија и ја ангажирале првите неколку вработени. Според најавата, во првата половина на јули, менаџерскиот тим планира да дојде со цел да го потпише договорот со владата. Истовремено, Бил Павлевски ми информираше дека друга германска компанија за производство на електрични уреди исто така донесе одлука на нивниот борд на директори да инвестираат во технолошко-индустријската развојна зона Скопје 30 милиони евра инвестиција и да вработат 500 лица. Во најава наскоро да гради е швајцарска фирма која произведува соларни панели. Инвестицијата е со вредност од 11 милиони евра. Фабриката ќе се гради во ТИРС Скопје и ќе вработи 500 лица. Од денес на бензинските пумпи горивата имаат пониски цени. Малопродажните цени на бензините од ноќеска на полнок се намалија за половина динар, а дизелот и екстралесното за 1,5 динари за литар. Намалена и малопродажната цена на мазутот. Од утре поевтинува роамингот со Србија и Босна и Херцеговина, но поскапуваат цигарите за 3 динари. Трендот на поскапување на цигарите ќе продолжи во наредните 8 години. Од утре известно е поскапувањето и на струјата. Во Регулаторната комисија за енергетика денеска се одржува подготвителна седница, од која зависи висината на цената на струјата, што ќе се применува од утре. Неофицијално компаниите бараат зголемување на цената. Подобра и поголема соработка на Република Србија и Република Македонија потенцираше српскиот министер за труд и социјална политика Александар Вулик, кој вчера беше во посета на Штип. Да се чуваат границите и да се зголеми координацијата, но при тоа и да се обезбедат максимално човекови права за бегалците, е ставот на министерот кој нагласи дека бегалската криза не може да ја реши ниту една земја одделно. Ми сараѓуваме, наравно, имаме и мешовите патроле. Ние соработуваме исти како имаме мешовити патроли. Во одредени делови на српско-македонската граница мора да има и позасилени патроли. Ние разбираме какви политички и безбедносни проблеми во моментов владеат во Македонија.
Од наша страна вие немате критика, но очекуваме и подобро да соработуваме и повеќе да соработуваме заедно. Бегалската криза не ја креираше ниту Србија, ниту Македонија. Не сме ние ниту криви, ниту одговорни за војните во Северна Африка, ниту можеме да ги решиме сите неволји кои тие несреќни луѓе, кои минуваат низ Република Македонија, низ Република Србија, ги доживуваат. Но она што можеме да го направиме е да ги чуваме своите граници, да бидеме што е можно повеќе координирани и да им обезбедиме на тие луѓе максимално човекови права. Тоа се несреќни луѓе, барем ние во Србија знаеме што значи да се биде бегалец. Јас ќе потенцирам дека Србија и денес има најголем број на лица бегалци во цела Европа. Во тек е жетвата на есенските култури, променливото време и варнежите им создаваат проблеми на земјоделците, а ниските приноси дополнително ги загрижуваат. Барат повисока откупна цена со која ќе го компензираат слабиот труд. Во Кочанскиот регион од вкупно засејаните нешто повеќе од 5000 хектари со пченица и јачмен се планираше годинава да се добијат околу 9000 тони лебно жито и близу 7000 тони јачмен. Сепак неизвестно е дали од реколтата ќе се обезбедат овие количини. Освен од приносите, земјоделците од Кочанскиот регион се незадоволни од ниската откупна цена за килограм јачмен, што практично е слична на минутогодишната. Со оглед на квалитетот на зрното, тие не се надеваат да добијат повеќе пари за предадените количини. Земјоделските здруженија одржаа 2 состанока на кои ја утврди откупната цена, со која ќе ја покријат загубата од слабиот принос. Поради ниската цена, производството на јачмен е неретабилно, велат земјоделците, па дел од нив се на мислење да го чуваат родот додека не се постигне повисока откупна цена. Потрага по тамбура е проект кој фолклорната група Копачка од село Драмче ќе го имплементира во насока на зачувување на културното наследство. Ке се истражуваат нови тамбураши од пијанец кои во своето семејство го имаат инструментот тамбура, но не го користат. Сдруженијето Фолклорна група Копачка ќе го оживува инструментот во заборав тамбурата. Преку проектот Потрага по тамбурата, субвенциониран од Министерството за култура на Република Македонија, а во насока на зачувување на културното наследство во пијанец. Направиме истражување на теренот во кој што ќе ги истражиме постоечките тамбураджи кои и ден денеска обстоеле да свират на тамбура, да направиме нивни фото, аудио и видео запис и подоцна да го тоа трајно зачуваме во насока на промоција и презентација преку актуелните медиуми, и да направиме еден каталог во кој што ќе ги собереме тие собрани наши истражувачи, истражени тамбураджи на терен. Во истиот каталог ќе направиме еден свој заклучок на состојбите на овој исклучителен важен инструмент за нашиот пијанечки крај, кој што сметаме дека се наоѓа на прагот на одумирање. Според досегашните истражувања, околу 20 тамбураши активно свират, но ќе се посетуваат и семејства во кои е заборавена тамбурата, со цел да се разбуди љубовта кон овој инструмент од страна на младата популација. Во ова современо живење, тамбурата може би е негде таму на гредата или на некој зид во современите наши живеалишта, но наследниците немаат мотивација да го свират и да дрнкаат на инструментот тамбура. Инструментот тамбура символично се поврзува и со традиционалната пијанечка слива, кога уште кон крајот на 19 век на плантажите, сливарите и тамбурата биле неразделни сопатници. Оние што береле сливи или така да ги наречеме сливарките, имале свој тресач кој ги тресел сливите и како по некој непишено правило, од кога ќе ги истреселе сливите и додека ги собирале, тие и пееле воедно додека ги собирале. Од кога ќе завршил тој процес, оној што тресел сливи ја земал тамбурата, почнувал да свири, се одмарале со песна, продолжувале со оро.
На концертот кој ќе се одржи кон крајот на месец октомври, а во кој ќе настапат сите стари и ново откриени тамбураши, ќе биде промовиран и каталогот со истражувањата за тамбурата и тамбурашите од пијанечко. Групата Ѓоми Жисто вчера ја забавуваше публиката во Домот на културата Ацо Шопов во Штип. Вечерва на програмата на Штипското културно лето е целовечерен концерт на Универзитетскиот хор Гоце Делчев и солисти од класата на професорите Благица Поптомова и Борис Трајанов. Со 15 на староградски песни, авторски дела на композиторот Мирче Кикиритков, синоќа во Националната установа Центар за култура Ацо Шопов во Штип се представија членовите на групата Ѓоми Жисто и Младата Ивана. Целовечерниот концерт изобилуваше со традиционалната македонска мелодика, без примеси на ориенталната музика, која според членовите на оваа штипска група доминира во последниве години. Онаква музика како што компонира Мирче Кикиритков ни лежи нас на душата, пошто нашиот музички вкус е веќе оформен. Сега има некои кои сакат нешто посовремено или нешто поинакво од нашето, ако не може да се окарактеризира како современо. Ние сепак пееме онакви песни кои имат блискост со нашата традиција, не затоа што јас ја примам, него гледам како кој ги чул песните, сите велат дека се прекрасни композиции. Нема ништо нападно. Освен изведувачите во староградската музика, синоќа уживаа и посетителите. Мислам дека се добри, дека и негуваат и она многу бава музиката, слуша ги, има добри песнички. Дали ние дека сме у години па ја сакаме, младите многу не ја негуваат староградската музика, ние продолжиме да ја негуваме, добро се чувствуваме. Групата Ѓоми Жисто и Ивана постои околу една година и досега има настапувано на повеќе манифестации организирани во Штип. Со целовечерниот концерт насловен како "Животот ке помине, меракот ке остане", ги потсети штипјани на времето одминато, кое на радост на љубителите на староградската музика за секогаш ке се негува благодарејќи токму на музичари како членовите на Ѓоми Жисто. На оние пак кои ја преферираат класичната музика, вечерва со целовечерен концерт кој ќе започне во 20 часот, ќе им ја доловат членовите на Универзитетскиот хор Гоце Делчев и солистите од класата на професорите Благица Поптомова и Борис Трајанов. Овој настан, кој исто така е во склоп на програмата на Штипско културно лето 2015, ќе се случува во уметничката галерија Безистен. Скопје ќе биде домаќин на Суперкупот на Европа во 2017 година. Националната арена Филип II Македонски Скопје ќе бидат домаќин на Суперкупот. Ова одлука официјално е донесена на состанокот на извршниот комитет на УЕФА во Прага, а ја соопшти министерот за спорт на Русија Виталий Мутко. Официјално одлуката треба да биде соопштена денес на пресконференцијата на Европската куќа на фудбалот. Меѓутоа, како што соопшти Мутко, истата веќе е донесена и Скопје во август 2017 година ќе биде домаќин на двете најдобри екипи на европското тло. Ова е огромно признание за македонскиот фудбал и Фудбалската федерација на Македонија, кои добиваат историска организација на врвен европски фудбалски настан. На првиот ден на Гранд Слем турнирот на Вимблдон немаше елиминации на фаворитите од кои се очекува пласман во самата завршница на турнирот. Првиот тенисер на светот кај мажите Новак Џоковиќ со 30-0 во сетови го победи Филип Колшрајбер. Шампионот на Ролан Гарос Стен Вавринка со истиот резултат го елиминира Жоао Соуса. Пласман во второто коло безбеди првакот од US Open Марин Чилик, а првата рунда ја минаа и Нишикори, Григор Димитров, Милош Рауник, Давид Гофин, кои може да бидат учесници на последните денови од турнирот следната недела. Кај жените првата тенисерка на светот Серена Вилијамс немаше проблем во мечот со Маргарита Гаспаријан и на ривалката и препушти 5 гема. Пласман во второто коло оствари уште Викторија Заренка, Ана Ивановик, Марија Шарапова, Луси Сафарова. Неубедливи во мечевите од првото коло беа Венус Вилијамс и Андреа Петковик, кои постигнаа победи од 6-0 и 6-0 во сетови. Денес на програмата се и мечевите од првото коло во двете конкуренции. Ги гледавте вестите на Канал Плюс. Наредното информативно издание е во 16:30. До тогаш информирајте се на веб порталот Канал Плюс. Во продолжение видете какво време не очекува. Пријатен ден!